Перица Велјановски ќе биде сопственикот на единствената продавница за правење палачинки во Тетово. Тој својата идеја ја преточил во бизнис план кој беше одобрен во проектот за самовработување со кредитирање. Нешто ново и единствено во Тетово, значи тоа досега го немаше. Со овој проект ми се оствари желбата да си водам собствен бизнис. Воедно и моето работно искуство како сладкар ќе го преточам во бизнис кој што се надевам дека ќе бидат задоволни сите клиенти, купувачи во мојот локал. Значи ќе работи мојата сестра со мене, ќе работиме заедно, односно ќе ни биде како семеен бизнис. Во 35-те прифатени предлози поднесени до Агенцијата за вработување во Тетово има занаетчи, изработувачи на носи, автомеханичари. Сите се веќе во процедура на набавка на потребните апарати и машини. Ни е потребно една комора, друго се е средено место, другите машини, опрема. Сега само ова комора и да започнеме со работување. Моментално сум ја вработен, плюс планирам еден да вработам и понатаму да се прошириме, повеќе вработени. Во мојата фирма работам покрај автодиагностика, центрирање на возила, сервис на нови возила и на стари нормално. За овој проект се одлучиле пошто немавме доволно за да набавим апарат за диагностика и они ми помогнале и ја тој апарат си го набавив и почнам да работам и работим со автодиагностика. Министерството за труд и социјална политика и Агенцијата за вработување во соработка со UNDP заеднички ја спроведуваат оваа програма и ги определуваат условите и критериумите. Целта е да се поддржат кандидатите и бизнис идеите кои ќе иницираат одржливи вработувања. Проектот траеше некаде околу 6 месеци. Добитни од првичните 114 апликанти се 35 со 3 дополнителни, значи вработувања. Во првиот циклус од самовработување, значи грантот за 2014 година. Вториот циклус, мора да напоменем, исто е во тек. Првата фаза на евалуација помина. Сега ја очекуваме втората фаза. Значи, може да се каже дека имаме како бизниси, мали и средни бизниси, тоа се бизниси, почетни бизниси, кои што ги отвараат нашите невработени лица, активни баратели на работа, по нивна апликација. Бидејќи се работи за грант, тоа се неповратни средства во висина од 185.000 денари на секоја ново основана фирма и на вкупниот грант чини 215, односно 213.800, со тоа што 4.700 денари е бесплатно основање на фирмата во централен регистар и околу 15.000 денари е значи слушањето во нашиот работен клуб и консултативните услуги од страна на ЕСА. Значи сето тоа влегува во проектот. Во следниот период се очекуваат 3 дополнителни проекти кои ќе намалат невработеноста во Тетово.